заменици, почитувана колешке, се јавив за реплика да продискутираме околу предлог буџетот за 2023 во однос на вашите предвидувања и тоа што го изнесовте за овој предлог на буџет. Кажавте дека е стратешки документ од кој се одредува патот на државата и тоа е точно, навистина е стратешки документ кој што одредува на каде ќе се движи една држава во наредната година. И според она што јас можам да го видам од овој предложен буџет, јасно е дека патот на Република Македонија со овој предложен буџет и со претходните буџети од кога сте на власт, патот ни е кон банкрот на Република Македонија и доколку продолжите со вакво расипничко проектирање и трошење на државните пари, тоа ќе ни е неизбежно. Зборувавте многу за тоа што ќе направите, зборувате многу и во изминативе 5 години што ќе направите, но од сето тоа гледаме дека од година во година нема ништо, па на секој нов буџет излегувате со истите проекти, истите ветувања, копи-пейст проекти, никако да се реализираат. Она што јас сакам да го продискутирам и што најмногу ме поттикна да ви реплицирам е тоа што зборувавте околу капиталните инвестиции, околу тој дел не само вие и вашите колеги зборувате околу тие капитални инвестиции, но јас ќе ви кажам дека барем за тој дел не треба да зборувате воопшто, затоа што од капитални инвестиции или од инвестиции во тој дел во Република Македонија во изминативе 5 години ништо не сме виделе, односно дека сите тие капитални инвестиции се само на хартија испишани кои што остануваат заборавени се до наредната година, па наредната година доаѓа новиот предлог буџет и во новиот предлог буџет доаѓаат истите капитални инвестиции како предлог дека ќе се реализирале во наредната година и така година за година. Ете, поминале 5 години, а на терен нема ништо. Секоја година одите со истата теза дека капиталните расходи ќе биле повисоки од буџетскиот дефицит, што на крај завршува спротивно, затоа што овие капитални инвестиции што ги кажувате или што сте ги напумпале во овој предлог на буџет, со првиот ребаланс ќе ги пренамените средствата и тие капитални инвестиции ќе останат нереализирани, впрочем како што остана и оваа година, затоа што ако се сеќавате на дискусијата по однос на предлог буџетот за 2022, вашата теза беше иста, дека буџетскиот дефицит ако бил висок, меѓутоа капиталните инвестиции го надминувале буџетскиот дефицит и тоа било добро, но сведоци сме дека тоа не се случи оваа година, повторно со истата лага, но не знам до каде ќе одите со тој дел. Затоа ви кажав, ако не треба да зборувате за нешто во овој предлог буџет, тоа се капиталните инвестиции, инвестициите во инфраструктурата. Затоа што во тој дел сте буквално најслаби, можам да кажам, во капитални инвестиции, во реализација на капитални инвестиции, во реализација на инфраструктурни инвестиции, воопшто немате никаков успех во тој дел. Спомнувавте тука капитални проекти, инфраструктурни проекти, меѓутоа сите тие се едно парче хартија кое што на крај ќе заврши некаде. Во реалноста немаме ништо на терен. Јас ќе барем едно да ми кажете инфраструктурен капитален проект што сте го започнале, изградиле, сте го направиле во овие 5 години, не во последнава година, во овие 5 години да кажете едно.
Значи, најголемо промаршување имате во капиталните инвестиции. Најголемо промаршување имате во Министерството за транспорт и врски. И вие во овој нов предлог на буџет сте предвиделе најмногу средства да се предвидат токму за Министерството за транспорт и врски. Онаму каде што имате најнеуспешен министер до сега за транспорт и врски, кој што во неговото министерување ништо не изгради, вие му проектирате толкав буџет. И како да очекуваме ние дека на крај тој буџет ќе се реализираат тие капитални проекти, инвестиции и ќе донесат нешто подобро за граѓаните, кога до сега ништо немате реализирано. Она што го видовме од презентацијата за буџетот тука во истата оваа сала, видовме дека токму во ова Министерство за транспорт и врски, токму во овој дел за инфраструктурна инвестиција, реализацијата до септември изнесуваше нецели 20% на овие инфраструктурни инвестиции. А вкупните капитални инвестиции не надминуваат 40%. Како сега во наредната година да очекуваме дека тие капитални инвестиции вие ќе ги реализирате, односно ќе ги реализирате тие 800 милиони евра што сте ги предвиделе со буџетот. Нема да ги реализирате. Ви кажав, ќе ги скратите и од сето тоа ќе дојдеме до наредниот буџет. Се надевам дека наредниот буџет нема да го браните вие и тука да изнесувате лаги, ќе се промени власта, па ќе има една многу поодговорна власт која што многу подобро ќе ги проектира и троши народните пари отколку оваа власт. Во овој дел да зборувате за инвестиции во делот каде што имаме еден автопат по кој што поминувам секојдневно, кој што во 5 години нема 5% реализација, и вие да ми зборувате тука за инвестиции во патна инфраструктура, во каква и да била инфраструктура, за капитални инвестиции е навистина несериозно. Може би граѓаните од источниот дел на Република Македонија не знаат во каква состојба е овој патен правец и може би вие зборувате за тие граѓани, меѓутоа за останатите што гравитираат на овој дел, што поминуваат, верувајте, сте многу несериозни во тоа што го кажуваат и знаат дека изнесувате лаги и невистини. Затоа што ние 5% немаме реализација во изминативе 5 години. А се задолживме, односно се задолживте вие со дополнителни 200 милиони евра и се обврзавте дека ќе го реализирате до 2023. Вие до 2033, ако останете, нема да го реализирате овој капитален проект. Ете, тоа е капитален проект, а не е капитален проект реконструкција на фасада на основно училиште Почитувана Колешки. Ова е капитален проект кој што вие никако не може да го реализирате и нема ниту да го реализирате. Понатака зборувавте за зелената транзиција. Наметнувате теза дека ние одиме кон зелена транзиција и треба да одиме кон зелена транзиција и навистина треба да одиме кон зелена транзиција, но зелена транзиција треба да се случи во оној момент кога ние ќе ги имаме задоволено потребите од електрична енергија или ќе сме спремни за да одиме кон зелена транзиција, а не да одиме кон зелена транзиција во услови кога сакате да ги затворите единствените капацитети што ги имаме во Република Македонија, тоа е рек Битола и рек Осломеј. Рек Битола до 2027 имавте предвидено, рек Осломеј до 2023 година. А од зелената транзиција гледаме дека нема ништо. Она што е од зелена транзиција и тоа што е вложено не е вложено од државата, туку од луѓе кои што се заинтересирани да влезат во тој бизнис. Државата има многу мал процент во реализација на таа зелена транзиција. Од една страна предвидувате зелена транзиција, од друга страна не можете да ги одржавате ниту овие постојни капацитети во енергетиката. Сте предвиделе во буџетот
за развој на енергетика сте предвиделе фантастични 7,8 милиони евра. Каков развој на енергетика ќе изведете во 2023 година, почитувана колешке, со 7,8 милиони евра? Па тие 7,8 милиони евра не ви се доволни само за одржување на овие капацитети, а не за развој на енергетиката. Значи, комплетно сте несериозни, како во инфраструктурата, така и во енергетиката. Значи, това е комплетно несериозно однесување на една влада, министри и тие што го проектираат буџетот. Понатака зборувавте за кратење на непродуктивни трошоци. Јас ќе ви прочитам само во делот за стоки и услуги, дека доколку навистина имавте намера да кратите на непродуктивни трошоци, овие стоки и услуги ќе ги намалевте, а немаше да ги изголемите во однос на 2022 година. И во 2022 година ви се високи, на ниво 327 милиони евра, со ребалансот ги изголемивте на 376 милиони евра, сега со овој буџет повторно ги изголемувате на 383 милиони евра и тука се гледа јавната потрошувачка, она што треба да се потроши и што е креира таа инфлација. Тука треба да штедиме, а не да зголемуваме, а ќе зборувате дека сте ги намалиле овие непродуктивни трошоци. Понатака зборувавте околу приходите во овој буџет, дека приходите биле зголемени, дека вкупните приходи се зголемени и за 14,8% се зголемени. Тоа е вистина дека се зголемени вкупните приходи во овој буџет, но треба да кажете тука јасно пред граѓаните на Република Македонија зошто овие приходи во буџетот се зголемени. Тоа е поради инфлацијата која изнесува 19,8%. Ние имаме една од највисоките инфлации во Европа. Заради тоа се покачени вкупните приходи во овој буџет, а не поради зголемена потрошувачка. Кажавте дека тоа било заради зголемената потрошувачка, но тоа не е вистина. Затоа што ние немаме зголемена потрошувачка, ние имаме намалена потрошувачка со повисоки цени, затоа што граѓаните помалку купуваат за повеќе пари, затоа што инфлацијата изнесува 19,8%. Со тоа е падната куповната моќ на граѓаните за половина. Плата од 20.000 денари кога ќе влези еден обичен граѓанин со платата од 20.000 денари не може да ги купи истите продукти што ги купувал лани, а да не зборуваме за периодот од неколку години назад. Истата плата вреди половина во маркет. Тоа е реалната слика во Република Македонија во овие години, а посебно во последнава година кога инфлацијата драстично расте, а вие немате ниту план, ниту визија како да се справите со инфлацијата. Затоа што од ден во ден гледаме дека цените во маркетите се покачени, тие достигнаа до 100% покачување. Не само тие цени, општо сите цени. Цени на огревно дрво, на пелети, на сепа, на крај ги замрзнавте овие цени кога достигнаа највисоко поскапување, највисока цена, вие ги замрзнавте. Ете, тоа е вашиот успех. Понатака кажавте дека во однос на образованието, дека во тој дел се инвестирало, се граделе училишта, спортски сали и така натаму. Вие, колешке, дали знаете дека децата немаат се уште учебници? Значи, учениците се уште немаат учебници, дојде полугодие, тие учат од скрипти. И вие ќе зборувате за образование и за образовен процес и за вие учебници не може да му обезбедите на учениците, а не нешто друго.
околу единиците за локална самоуправа, таму најмногу може да научите. Затоа што од промената на градоначалниците и од она што сега граѓаните го гледаат, како се работи, вие треба да учите. За ова работа на градоначалниците стигна и таа потврда за нивниот успех. Во таа потврда вие имате само еден градоначалник. ВМРО ДПМН има 7. Таа е разликата вистинска. Не од нас. Ние може тука да зборуваме и да се напаѓаме политички, меѓутоа оваа потврда е од Европската асоциација за локална демократија. Не од мене. Не сум го кажал јасно. Јас само ви кажувам она што како ги проценила ова Европска асоциација. Ете така сме. 7 према 1. И 1 не зависе. Толку е успехот ваш. Македонија е втора земја по мизерија прогласена за втора земја по мизерија во Европа. Ако не верувате, слободно отворете Google. Не мора мене да ме слушате јас што зборувам од тука. Слободно отворете на Google и напишете. Не. Таму се информираат сите граѓани. Напишете таму ако не верувате. Не можете тоа да го побиете. Напишете таму, тоа е јавно достапно. Не е само и таму да не е. Прашајте ги луѓето со кои се среќавате по трибиниве, не да ги носите истите луѓе од еден град во друг град и се е розево, се е добро во држава. Излезете надвор во граѓаните. Прашајте ги како живеат граѓаните во овие услови што им ги наметнавте. Така ќе дознаете дали е тоа вистина или не е вистина. Не мора мене да ме слушате. Прашајте го, прашајте и граѓаните кога ќе се соочите со нив на улица. Зборувавте за подобрување на условите за живот на граѓаните, на фирмите, на студентите. Замислете. Вие да зборувате за студентите, истите вие кои што сакавте да им го укините студентскиот оброк, па на крај се вративте назад, затоа што видовте дека не може тоа да ви помине, имавте огромни реакции. Па сега ќе го носите премиерот Ковачевски на ручек со студентите и да се слика со студентите. Не треба да се слика, треба да му ги подобри условите, треба да ги реконструира студентските домови, треба да му обезбеди студентски оброк, не треба да се слика со нив. Обезбеди затоа што имаше огромна реакција, инаку вие сакавте да го скините со буџетот. Ете затоа обезбеди. За 5 години, колку што сте на власт, околу јавниот долг, ја имате задолжено Република Македонија исто колку што сите влади од осамостојувањето на Република Македонија до сега. Ете толку ја имате задолжено само за 5 години. Оваа влада, оваа гарнитура предводена претходно од Зоран Заев, а сега од неговиот наследник Ковачевски, ја задолживте Република Македонија колку за сите до сега. И тука ќе зборувате за предлог буџетот, предлог мерки, како вие ќе сте подобреле нешто, а од година во година гледаме дека влошувате. Нема нешто каде што вие сте подобриле во овие 5 години. Околу буџетскиот дефицит зборувавте она што сакам да ви окажам, во тој дел како да ви докажам, односно како манипулирате со бројки само. Затоа што за тоа се мајстори, но кога ќе дојде тоа да го почувствуваат граѓаните, гледаат дека се излажани. Кажавте дека буџетскиот дефицит се намалувал во однос на претходната година, изнесувал 4,6%. Но во апсолутна сума, кога тие 4,6% ќе ги видите или ќе ги претворите, ќе видите дека и лани имавте буџетски дефицит од 700 милиони и годинава имате буџетски дефицит проектирано од 700 милиони евра. Како сте добили различни проценти? Да ви кажа. Сте добили различни проценти затоа што сте го зголемиле номиналниот бруто домашен производ на 15%, а не на она што според сите проекции се кажува дека ќе биде 10,2%. И така сте добиле
следната година ќе имате 4,6%, а имате повторно 700 милиони евра. Ете, таа е вашата игра на бројки, која што тука служи само за популизам. Да излези премиерот во 21. век, да излези премиерот на Република Македонија, на земја кандидат за член на Европската Унија, да излезе и јавно на пресконференција ли беше или на некој од трибините сега каде што го шетате и да кажи дека не се секира народот наш дека ќе обезбедиме храна. Па тоа е срам и понижување, колешке, за сопствениот народ. Да излези премиерот и да кажи немој да се грижите, ние ќе обезбедиме храна. Страшно е нешто тоа што се случува. Во 21. век храна ќе обезбедиме. Браво! Уште една реченица ќе ви кажам како доказ за она сето што го зборував. Како што ви растат буџетите од година во година. Од ланскиот 4,8, предходниот 4,3 ли беше, овој 5,3. Значи, како што ви растат буџетите од година во година, така ви опаѓа рейтингот на партијата, почитувана колешке, затоа сте дојдени на 9% рейтинг и тој ви е многу. Затоа бегате од избори, не сакате соочување со граѓаните, затоа што таму ќе се испорача фактурата за сето она што вие така успешно сте го сработиле во овие 5 години. Ја посебно во последнава година. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас за